Водата во Криварека е опасност по здравјето на луѓето. Откако пред 2 недели избила хаварија во рудникот Тораница Булмак, пошто реката е сериозно загадена и обоена во сива боја. 10 дена е затруена со олово, цианид, арсен, фосфор и други тешки метали. Концентрацијата на олово во Крива река е зголемена за неверојатни 10 пати повеќе. За неколку стоци пати е зголемена концентрацијата на цианид, фосфор и азот во Крива река. Еколошка катастрофа која ќе го уништи целиот воден свет. Според известувањето од рудникот, пукнала цевка која не содржала хемиски средства. Булмак тврдат дека водата која се излеала во реката Тораница не е вода со хемикали која што ги содржи оние елементи, отровни елементи како цианид и олово кои што ги кажува, туку станува збор за вода која што воопшто не е отровна. Фирмата Булмак демантира. Нивните лабораториски анализи не го утврдиле истото што и анализите на кои се повикува општината. Јавноста сега е во прашалници на чии резултати да верува. Она што тимот репортери на ИРЛ го откри е дека на Крива река, која што се влева во Пчиња, најголемата притока на Вардар, се случила еколошка катастрофа што не засега сите. Ја предизвикале поединци од масовно неодговорната и корумпирана бирократија на државата. И последиците од истата се од неповратни размери. Но што точно се случи, кој е виновен и кој ги штити виновниците? На 14 март во 6:21 надзорната камера кај рудникот Тораница бележи излевање на вода по патот кон пријавницата. По неколку минути водата станува интензивно сива. 9:30 часот рибарите првија забележуваат катастрофата. Доаѓаат блиску до рудникот, земаат примероци од водата и веднаш ги даваат на испитување во Центарот за јавно здравје. Во меѓувреме, социјалните мрежи вријат од коментари, загрижувачки видеи и фотографии на кои се гледа реката низ која како да тече бетон. Алармот на граѓаните е вклучен. 6:30 точно е пукната цевката, го информирав инженерот кој што е одговорен за екологија во Булмак да постапи согласно интегрираната дозвола, односно согласно закон. Тоа беше прво веднаш телефонски да ги информира инспекторите кои што се и од Крива Паланка и од Пробиштип, меѓутоа се државни инспектори за животна средина. Но вистинскиот редослед на настаните покажува дека некој лаже. Кога прашавме во државниот инспекторат, тие ни одговорија дека Булмак за инцидентот ги информирал во 10:30 телефонски и по електронска пошта, дури 4 часа по хаваријата. Во 13 часот прв на терен излегува општинскиот инспектор за животна средина Зоран Павловски. Ова е дента кога се случи? Да, дента кога се случи. Ова е многу битно. Ова е олово-цинковен концентрат кој што е изваден од таложниците и е ставен надвор. На исцедување. Добро. За несреќа пука цевката испод тоа. Не е јалојна, тоа е веќе концентрат. Ама осиромашен концентрат кој што се не е класичен концентрат кој што се вади од флотацијата, него тоа е осиромашен концентрат кој се вади од таложниците. Немам дилема дека осиромашен концентрат. Павловски не е надлежен за рудникот Тораница, туку државните инспектори, кои тој ден биле во работна посета на соседниот рудник Саса. Надлежниот инспектор, кој до 2022 и самиот бил вработен во Булмак, му се јавил на Павловски и го замолил тој да направи увид, а тие ќе дошле доколку има потреба. Во 13:28 државните инспектори, без да направат свој увид, ја известуваат јавноста дека водата не е загадена, туку само заматена. Изворот на оваа информација е раководството на Булмак. Истите инспектори на терен ќе се појават дури 10 часа по хаваријата, односно во 16:20. Директорката на Инспекторатот за животна средина Ивана Гиновска на пресконференција се обиде да ги дискредитира сите направени анализи тој ден. Сакам да известам јавноста да биде запознаена дека екоцид не се докажува со земање на 1 литар вода од едно место само со еден примерок, туку со сеопфатна и темелна анализа. Меѓутоа, уште помалку може да се докаже без ниедна земена мостра. Гиновска призна дека државните инспектори тој ден воопшто не зеле примероци. Инспекторите не зеле мостри, тоа е точно. Во отсуство на државен одговор што ќе ги расчисти дилемите во јавноста за оваа еколошка катастрофа, со нашите откритија го соочивме директорот на Булмак, Тони Тоневски, познат во јавноста како поранешен градоначелник на Пробиштип од ВМРО од ДПМН во 2 мандата. Сивата вода истекува од околината каде што тече.
од страните на асфалтираниот пат кој што делумно и оштетен, од тампонот кој што е поставен таму, го одмива тука целата почва и целата површина во околината на рудникот е со таква боја, бидејќи се работи за шкрилци кои што се темно сиви, темно зелени, скоро како црни изгледаат и од тоа се заматува водата. На местото каде што се случи таа хаварија, што имало над цевката? Тампон обичен. Каков тампон? Што е тоа? Тоа е дробен шљунак. Песок. Разговаравме со експерти кои што тврдат дека тоа е концентрат. Не е концентрат, зашто концентратот ние го продаваме. И не оставаме концентрат на кругот. И не го носиме надвор, туку го сушиме внатре на прес. Тоневски даде контрадикторни одговори и за тоа кој, кога и каде земал примероци од реката. Веднаш беше земена мостра од водата, каде што истече и беше предадена во акредитирана лабораторија за да провери Инспекторатот, не збориме за вашите мостри. Инспекторатот заедно со нас. Мострата, јас мислев дека е земена заедно со инспекторите, меѓутоа инспекторите во комуникација со стручни и овластени луѓе од кои што се задолжени за животна средина имаат земено мостра и однесено во акредитираната лабораторија. Значи, ако добро ве разбрав, мострите се земени само од ваши вработени, без присуство на инспектори, што значи дека немате ни сведоци за точната локација. Да. Водата тој ден е категоризирана како многу загадена и забранета за каква било употреба. Според сите анализи на примероците, има алармантно зголемување на тешки канцерогени метали, како што се олово, кадмиум и манган, кои што не се разградуваат, туку се таложат во подземните води и почвата и на крај завршуваат во земеделските производи што ги јадеме сите. Слушнавме многу приказни, обвинувања, одбивање на одговорност и суетни расправи. Но во оваа пиар драма засега учествуваат 4 актери. Оние кои ја предизвикале катастрофата, медиумите во кои платиле за да се молчи, оние кои не смеле да направат толку многу пропусти, како Државниот инспекторат за животна средина и општината, која што е под напад поради независната анализа која ги потврди сомнежите за ужасот со крива река. Но постојат и други институции кои имаат надлежност да сторат нешто. Агенцијата за храна, Управата за хидрометеорологија, Државниот инспекторат за техничка инспекција или Министерствата за животна средина и за земјоделство. Зошто никој не сторил ништо? Булмак не е било кој инвеститор. Зад него стојат луѓе поврзани со организираниот криминал во Бугарија. Николај Валканов, собственикот на фирмата Минстрој, која што ги поседува македонските рудници Злетови и Тораница, е поранешен подпредседател на бугарската компанија Мултигруп, организација која се поврзува со мафијашко делување низ регионот. Од изнуда, шверц, па се до атентатот на поранешниот председател Киро Глигоров. Валканов често може да го видите на средби и прошетки со највисокиот државен врв во земјава, од сите страни на политичкиот спектар. Тој е еден од оние собственици на рудници кои магично се спасија од повисоки стандарди во процесот на производство. Како? Кога во 2018 година се промени законот за минерални суровини, на сите нови рудници им се забрани користење на опасни хемикалии како цианид и сулфур. Токму оние кои ги користи Булмак во своите 2 високо профитабилни рудници. Но овој закон дозволи старите рудници да си работат по старо, се додека им траат концесиите, ниски екостандарди за високи профити, а концесиите на Булмак траат до 2046 година. Врските меѓу корпорациите и владите во контекст на рударството и лобирањето се глобален феномен. Во многу земји, мокни рударски компании користат политички, финансиски и правни механизми за да добијат поволни услови за ископ, често на сметка на животната средина и локалните заедници. Рудникот Тораница спаѓа во тешка и загадувачка индустрија и се наоѓа на листата на 16 жешки еколошки точки што представуваат најголема опасност за животната средина. Борбата за стопирање на рудниците ја чекаат драматично поголеми предизвици. Државна стратегија за отворање нови рудници, изготвена од македонските академици од МАНУ, во комбинација со ново Министерство за рударство при новата влада. Што ја чека Македонија и што ја чека нашата почва и нашата вода?